доверба во Европската Унија, висока недоверба во домашните институции и политичките партии. Неодамнешна анкета на Вибалкас покажува сериозна поддршка за членство во Европската Унија, но се сомневаат во капацитетот и дека македонските институции потврлаат. Гостин во ова издание Андреа Стојковски од Преспа институт. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов. Господин Стојковски, во пресед на посетата на високата европска представничка Марта Кос, за релативно кратко време повторно во Скопје, каков индикатор дава оваа посета најавена? Не знам, ако сакаме да замислуваме можеби подобра иднина, тогаш треба да речеме дека постои можност за некакво поместување, па ова е сега пеглање на ставови или разгледување на следни чекори. Ако бидеме реални или оптимисти со искуство, тогаш треба да размислуваме дека ова е само повторување на истите пораки, посета која што ќе значи можеби ублажување на чувствата на оние кои што се чувствуваат предадени од моментот дека Молдова и Украина започнаа преговори за пристапување во членство. Јас лично не би одел во оптимизмот дека нешто ќе се промени. Колку се издржани тезите од македонските власти дека Македонија ги има речиси сите обврски од реформскиот план реализирано, само останува да се надмине проблемот со Бугарија и дека ние за релативно кратко време би можеле да ги стигнеме Албанија и Црна Гора? Ова е интересна теза која што се провлекува многу долго време, не е само од сега. И претходната влада зборуваше, или администрацијата и за време на претходната влада зборуваше за некакви слични тези, дека ние сме усогласени во голема мера со Унијата. Најнапред за гледачите да направиме едно разграничување. Кога зборуваме за реформската агенда, зборуваме за паралелен процес кој што излегува надвор од процесот на преговори и пристапување. Не дека нема да придонесе кон пристапувањето, не дека нема да придонесе за полесно справување со некои од преговорите во некои од поглавјата, меѓутоа не се директно поврзани реформската агенда и преземените чекори во реформската агенда со репери за отворање или затворање на одредени поглавја. Тие можат да помогнат, меѓутоа не се директна, не постои тука најдиректна врска и ако тие ги завршиме ќе речат окей, можеме да сметаме дека ова поглавје може веднаш да се отвори или ова поглавје веќе може да се затвори. Колку ние сме успешни во имплементацијата на реформската агенда, можеме да утврдиме едноставно. На скорбордот на Европската комисија можеме да погледнеме колку мерки имаме предвидено, колку мерки смета комисијата дека сме ги исполниле, колку средства сме повлекле. Дури и кај средствата кои што сме ги повлекле, можеме да направиме разлика помеѓу заеми, заеми од инвестицијскиот инструмент за Западен Балкан или пак заеми од други финансиски институции кои што доаѓаат и можеме да направиме лесна споредба со Албанија и со Црна Гора, например, бидејќи тие се две држави кои што се наоѓаат исто така во некое понапредно ниво на тој процес. Затоа што Србија знаеме каква е состојбата таму, средствата се целосно блокирани, односно замрзнати. Сега, средствата се одредени според принципот на територија, колку е поголема државата, толку повеќе средства. И во таа смисла ние земаме повеќе средства или за нас има одредено повеќе средства наспроти Црна Гора. И тука е реално да се види дека би имале можеби и поголем успех во однос на добиени средства или според населението. И повторно ние сме поголеми од Црна Гора, помали од Албанија. Меѓутоа и тој момент ако го гледаме, а знаеме при тоа дека Црна Гора треба да почне да го пишува договорот за пристапување,
веќе ни е јасно дека они се далеку понапред од целиот процес. Реформската агенда е предвидена дека ќе заврши, односно таква реформска агенда завршува на крајот на 2027 година. 2028 година е предвидена како година во која што Црна Гора би требало да биде членка на Унијата. Нели велат Унијата 28 во 28. Во оној момент кога Црна Гора ќе стане членка на Европската Унија, ќе има можности да користи други средства, така што ние не можеме да зборуваме за средства кои што би можеле да ги добиеме, да ги искористиме и на тој начин да си го помогнеме процесот. Ако гледаме сега назад на оригиналното прашање, колку тоа може да ни помогне за пристапувањето и дали ние можеме брзо да фатиме чекор, онаа теза која што ја споменав дека беше актуелна и во време на други влади, некои од администрацијата имаат направено тоа едноставно, математички, се следат кореспондентните табели и се означуваат одредбите кои што се пренесени во законодавството, се маркираат оценки и може да се пресмета процент на усогласеност, лесно. Некои имаат пресметано дека, или барем имаат пресметано, дека имаме усогласеност од 42% со европското законодавство. Тоа е добар процент за почеток на преговори, затоа што можете да кажете дека имате изминато добар дел од патот и можете да продолжите понатаму. Меѓутоа, нашиот билатерален скрининг се случуваше во периодот 2022-2023 година. Извештаите од билатералниот скрининг се објавени во тој период. Од тогаш до денес ние можеби работиме на усогласување, хармонизација со европското законодавство, но можеби и не. И бидејќи тоа е жива материја, постојано се менува, се донесуваат нови правила, нови регулативи, нови директиви и така натаму, можеби и не сме повеќе толку усогласени. За да бидам оптимист, постои можност да се пати чекор, да се стигне некаде, ама би сакал да бидам малку повеќе реален и да оставам простор дека нема да биде тоа толку брзо како што некои замислуваат. И претседателката Сијановска и спикерот на Собранието Гаши имаа средба со Сијановска со својата бугарска колешка, Гаши со својот бугарски колега. Од друга страна, Румен Раде вели, немам што да се кажам ново со Мицковски. Процесот е условно кажано објективен, затоа што постојат копенхашки критериуми според кои се цени напредокот на секоја држава. Меѓутоа, тоа е паралелно политички процес, исклучително политички процес, во кој што единствено нешто што може да се гарантира е дека државата може да го диктира темпото на пристапувањето. И за тоа најдобар пример е Словенија. Во периодот на пристапувањето на Словенија, во крајот на 90-тите, постоја две групи на држави во пристапувањето. Словенија беше во поназадната, во задоцнетата, втората група на држави, а успеа да стигне да биде членка на Унијата во 2004 со сите останати како една од најдобрите примери, затоа што посветено работеше на пристапувањето и на усогласувањето на законодавството. Така што ова треба да ни биде мислата водилка, дека ако ние се потрудиме да покажеме трек рекорд или успех во реформските процеси, во усогласувањето на законодавството, ако постојано ги завршуваме задачите кои што излегуваат од преговорите, внатре во преговорите, не отворањето на првиот кластер, туку секој од поглавијата, можеме да диктираме како ќе се движи процесот и може да диктираме колкава поддршка ќе добиваме од страна на државите членки, затоа што ќе се покажеме како одличен ученик кој што сака да си ја заврши домашната задача, да си ја напише домашната задача. Политички е процесот, така што не можам да гарантирам ниту јас, ниту било кој во Унијата дека секогаш ќе има консензус за се. Не можам да гарантирам ниту јас, ниту било кој во Унијата дека во одреден момент некоја држава нема да сака да ја злоупотреби својата позиција.
Меѓутоа постојат механизми внатре во унијата кои што можат да се искористат. Тие би се искористиле многу поедноставно и со многу повеќе волја кај останатите држави членки, ако станува збор за геополитички важна држава, како што е случајот со Украина. Се сеќавате каков притисок се правеше врз Унгарија за Украина и пристапувањето на Украина. Ако станува збор за држава која што покажува исклучително добар трек рекорд и напредок. Така што ние само на тој начин можеме да добиеме некаква гаранција. И тогаш гаранција повторно не за консензус, туку гаранција дека ако недостасува консензус, истиот ќе се наоѓа интензивно и ќе се вклучуваат механизмите за притисок внатре во унијата врз државите членки. Дали е ова последно барање? Пак ти речам, не можам да гарантирам, меѓутоа, во преговарачката рамка не стои никакво друго барање кое што треба да го испорачаме, освен да го преведуваме европското законодавство, да ги туркаме преговорите според процесот кој што го предвидува новата методологија. Единствено постои услов за отварањето на првиот кластер, а тоа е уставните амандмани и вклучувањето на бугарите во преамбулата на Уставот и на оние други одредби каде што е тоа предвидено. Дали има точки кои што можат да бидат спорни, кои што можат да предизвикаат чувствителна билатерална дебата? Веројатно. Меѓутоа и тоа можат да го надминат ако постои политичка волја и ако дипломатијата ја заврши својата задача. При тоа не сакам да со ова не мислам дека дипломатите не ја вршат својата задача, туку понекогаш не им е оставен простор за такво нешто. На крајот, сметате ли дека какви гаранции ние бараме во однос на нашите меѓународни партнери, па и од нашиот источен сосед, во однос на тоа дека да, ние сме би се согласиле на уставни промени, внесување на бугарите во преамбулата, но да се има гаранција дека после тоа нема да има нови условувања. Ако не се лажам, а не се лажам затоа што ги следевме доволно сите изјави, таква гаранција добивме. Имаше изјава од поранешни премиери и од актуелниот премиер на Бугарија дека тоа е единствениот билатерален услов за почеток на преговорите. Имаше изјава од претходниот председател и од актуелната председателка, вклучувајќи и од претходни министри за надворешни и од актуелната министерка за надворешни. Поголема гаранција од тоа не можеме да добиеме. Добивме гаранција која што вели дека единствено нешто што треба да направиме за да ги почнеме преговорите е измената на Уставот. Пак ќе се вратам назад. Ова е политички процес. Единствената гаранција што може да се даде е дека ако државата напредува во реформите, се покаже дека е добра, може да се вклучува механизмот за внатрешен притисок. Нема гаранција за политички процес и нема гаранција за консензус. Меѓутоа, она што ние треба да си го поставиме како прашање дома, внатре, помеѓу граѓаните и власта, владата, институциите, политичкото раководство на државата, е што сакаме со оваа држава. Дали сакаме да продолжиме да се развиваме, каде е развојот кој што ние го бараме. Јас, ако не се лажам, пораснав со тоа дека стратешки приоритети на државата се членството во НАТО и членството во Европската Унија. И сега, после толку години работа, залагање, постојана посветеност на пристапувањето во ЕУ, претходно во НАТО, не гледам зошто би требало да се откажеме. Меѓу другото, што треба да расчистиме, што се оние работи што сакаме да ги гарантираме. Јазикот, историското минато или пак иднината. Затоа што
идентитетот се гради низ грижата за културата, низ грижата за јазикот. Ако ние создаваме се повеќе дела, ако преведуваме се повеќе дела на македонски јазик, ако го промовираме јазикот, литературните дела, културното творештво или пак наследство од државава, тоа е начинот на кој што ќе можеме да го градиме или да го чуваме нашиот идентитет. Не постои механизам кој што тоа може да ни го гарантира од надвор ако ние самите не го правиме. Нема, знаете како, треба прво да бидеме јасни што сакаме да штитиме, за потоа да можеме да одиме во штитењето. Меѓутоа, преговарачката рамка вели дека целокупното европско законодавство, тоа се 360.000 страници или можеби повеќе, треба да бидат преведени на македонски јазик. Тоа е веројатно најголемата заштита на македонскиот јазик која што можеме да ја добиеме. Ако е тоа делот од нашиот идентитет. Учеството на Македонија во програмите за култура, размената, поддршката финансиска за превод, за образование и така натаму, исто така ќе значи поддршка на нашиот идентитет. Не мислам дека треба да се бавиме со прашања кои што ни штетат. Треба да се обидуваме да градиме врски со соседите и односи со соседите на точки кои што може да не поврзува, а тоа е периодот во кој што живееме денес и тоа е заедничката иднина. Едно време, кога правевме истражувањата на јавното мислење за точки кои што ги поврзуваат, например, заедниците кои што живеат во нашава држава, пристапувањето во Европската Унија беше точката која што најповеќе не поврзуваше. И мислам дека тоа само зборува за моментот на иднината. Нашата политичка елита треба да има храброст и политичка визија за да и гарантира иднина на државата и на оние кои што живеат во државата. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Андреа Стојковски од Преспа институт, гостин во ово издание на Тренинг. Се осврнавме на македонскиот пат кон Европската Унија и предизвиците кои не очекуваат во наредниот период во пресред на посетата на Марта Кос во Скопје. Тоа беше се за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување и се гледаме за 7 дена во исто време. Во меѓувреме може да не читате на trilling.mk. Пријатна вечер и останете со програмите на телевизија 24.